Од тоа дека се работи за теза зрелоста на општеството кој ќе обезбеди вистината за трагедијата во Кочани, до тоа дека судот има одговорност да донесе правда во предметот за дискотеката Пулс. И власта и опозицијата со слични очекувања од судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица. Но и СДСМ и ВМРО ДПМН не ја испуштија приликата и денеска меѓусебно да се обвинат дека прават притисоци на процесот. Лидерот на СДСМ бара транспарентно за да се избегнат манипулациите. СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај, и ќе се спротивставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество. Сосема спротивно пак од партијата на Мицкоски ценат дека токму Филипче со ваквите изјави прави притисок. Пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството. И еве го повикуваме обвинителството на Заев и Филипче да делува одговорно и да испита се. Вистината мора да излезе на виделина. Македонија мора да гради систем во кој нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите. Заради тоа, овој случај е исклучително важен, велат од владеачката партија. Во меѓувреме до нова година се очекува да почне со работа и анкетната комисија за случајот во собранието. Иако смета дека проширувањето на надлежноста на ова адхок тело со трагедиите од модуларната болница Турмо Турси Беса Транс е обид на власта за манипулација. Сепак Филипче прифаќа дебата и за овие случаи. Излегуваат на виделина нечесните намери на ВМРО ДПМН. Ако сметале дека треба да има анкетни надзорни комисии за тие други трагедии, се постава прашањето: зошто не ги побарале до сега? Зашто ги условуваат со ова што ние сега го бараме за Кочани? Тоа е првата работа. Втората работа, видовме како ВМРО ДПМН води една анкетна комисија, тоа беше таа за онкологија. Никој не избега од таа анкетна комисија. Јас бев на анкетната комисија, иако тогаш немав никаква јавна функција. Но се докажа дека ја искривувале вистината и дека криеа документи. Тоа ли повторно сака да го прават? И да завршам на крај. Многу јасно сакам да кажам. Не бегаме од ниту една расправа. Од ВМРО ДПМН пак велат дека Филипче манипулира кога вели дека не се барани анкетни комисии за претходните трагедии, додека тие биле во опозиција. Потсетуваат дека за едната анкетна комисија власта на СДСМ и ДУИ не правеше кворум, а другата не стигна ни да биде ставена на дневен ред на седница. Катерина Нешкова, Сител телевизија.